Ние разговараме за состојбата со превоз, реагираме за тоа што одредени превозни линии не се со квалитет кој што треба да задоволува, нас ни се случува се укинуваат автобуси и луѓето се снаоѓаат сами. Се покрива дел од трошокот, ама луѓето не можат да стигне до нив тој трошок што тие го покриваат, што сами го издвојуваат па да чекаат со месеци да им се врати. Значи, уште една разочарувачка работа. Имаме состојба каде што за некои работи кои што некако исчезна, кои што ги добиваа војниците, зборуваме за надоместоци за во храна, исхрана и останати работи, каде што се кажува до нас дека некој друг од надлежните институции го побарал, а некој друг го одобрил. Значи не е наш интерес тоа да го решаваме, тие треба горе да се го решават, ние само повикуваме да си ги најдат начините како да го добиваат војниците тоа што треба да го добиваат. Горе се известени за што конкретно станува збор. За жалби. Значи, дојдовме до ситуација, вработените во армијата до нас, се извинувам малку е топло, до нас да се пожалуваат, да нема доверба во институциите, ние да преземаме мерки. Еден пример од нив е на вработени да им стигне храна која расипана и тие нас ни се јавуваат воопшто да не реагираат во надлежните други. Затоа и тоа го кажуваме, да не си дозволуваме такви ситуации. Нема веќе ни простор за коментар за такви нешта. За состојбата, задоволството на вработените, имаме ситуации кои што се показатели за многу непријатна ситуација. Таа е ова. Луѓе вработени, академци, завршиле академија, доаѓаат на работа во армија, гледаат некои работи како се случуваат, бараат свој начин да не излезат од тука и заминуваат од армија. Значи што се школувале со намера да работат во армија. Имаме ситуација, нели законот што е за после 45 години за да бидат распоредени на други работни места, година пред да заминуваат две, луѓето ако можат бараат начин и пак сепак заминуваат. Навистина е жалосни показатели се тие. Ние сме затворена институција и затоа можеме повеќе да гледаме какви се од состојбите односите на работите. Ова да некаде може би завлегува и пошироко, но ние зборуваме за во армијата за состојбите. Затоа би се запрашале па како тогаш и со некои кои што сега се вработуваат во армија, какви примери гледаат од останатите. Значи, уште еднаш апелираме, нека се заложат сите институции кои што ги набројавме пред малку, кои што доставени им се работите што треба, со дел од нив сме се видували, по 2-часовни средби сме правеле, кои што кажа, со некои не воопшто не сме се видели, ништо повратно не сме добиле. Нека се заложат сите заедно, нека им биде интерес армијата на Република Македонија.